Нов предизвик пред модерната педагогија, како да им се помогне на децата чии родители се принудени да заминат на работа во странство, па место тие за децата се грижат бабите и дедовците. Ова е проблем со кој се повеќе се соочуваат државите од така наречениот Западен Балкан, а особено Бугарија и Македонија. Ваквите деца се ставени пред тест на животот, па тие се развиваат различно од оние кои растат во присуство на родителите, тврдат експертите од областа на педагогијата. Полярниот ефект е, единиот ефект е децата многу брзо сякаш стават возрастни, многу брзо сякаш социјално созреваат. Кај овие деца се јавуваат два проблема. Прво, тие предвреме созреваат и ја прифаќаат одговорноста за помалите од себе, а второ, се затвораат во себе и се изолираат. Таа осаменост мора навреме да се препознае и да се третира. Од родителите кои остават децата, второ од блиските кои се грижат, за да може да се намерят човешки начини да се помогне на децата да излезнат од тази криза. Во вакви случаи, освен семејството, мора да се вклучат и училиштата и токму овде мора да се насочи модерната педагогија. В областта на социјалната педагогика има многу актуални теми, има голям интерес од страна на кандидатите за тази. Социјалната педагогија има широко поле на делување. Во моментов сме фокусирани токму на работа со децата чии родители се така наречени економски мигранти, а чии број во Бугарија е се поголем. Се оставят на грижите на баби и дядовци, които се грижат за тяхното воспитание и обучение. В такъв аспект са моите изследвания. Точниот број на деца кои наместо на родителите се грижи на бабите и дедовците не се знае, но предпоставка е дека само во источниот регион нив ги има околу 2000. Токму на нив во иднина треба да се насочи така наречената социјална педагогија и во Македонија и во Бугарија, а задача на факултетите за образовни науки во Благоевград и Штип е да создаде кадар кој ќе ја третира оваа тема. Представници од двата универзитета веќе имаа неколку заеднички средби, а се подготвуваат и за заедничка апликација на Erasmus Plus програмата.